Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утрински брифинг. Со стартот на следната академска година, Универзитетското студентско собрание при УКИМ најавува отворање на студентски културен центар. Овој центар ќе представува мултифункционален простор каде младите ќе можат да работат и учат, но и да уживаат во богата културна програма креирана од самите студенти, простор кој на студентите ќе им овозможи да се организираат, действуваат и творат. На оваа тема во продолжение разговараме со Ева Цветковска, актуелен председател на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Кирил и Методи. Ева, добро утро. Добро утро. Студентскиот културен центар ќе биде лоциран во студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу, но просторот и опремата ќе може да ги користат сите студенти, без разлика на кој факултет студираат. Кој ќе управува со него и што всушност ова ќе значи за студентите? Кои ќе бидат неговите намени? Так, вака мала корекција, нема да биде во студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу, туку ќе биде до. Так. Значи во зградата до студентскиот дом, таму се нашите канцеларии. Односно Универзитетското студентско собрание при УКИМ ги отвара своите врати. Онаму каде што до сега работевме ние како собрание со нашите членови во нашите канцеларии, сега ќе работиме заедно со останатите студенти. Опремата ќе биде мобилна како што имавме напишано, така што сите студенти кои што ќе сакаат да ја искористат и да имаат свирка или изложба или представа во некој друг град од земјата или можеби надвор од земјата, ќе можат слободно да ја земат и да ја искористат за културен настан надвор. Како што кажавме, нели, целата програма ќе биде создадена од самите студенти и културниот центар ќе биде управуван од самите студенти. Ние сме тие што ќе кажуваме што ќе се случува преку ден, што ќе се случува навечер. И да, во други зборови, нели, автономен студентски културен центар на исклучиво на студентите. Така, значи вие сте тие кои што ќе се грижат за програмата на центарот. Во земјите од регионот студентски културни центри функционираат со децении. Кај нас ова е прваков центар, досега немаше ништо слично. Да, ова е прв. 70 години студентско движење, ова е првиот студентски културен центар. Така, проектот Студентски културен центар ќе има и своја мобилна варијанта, како што и вие кажавте, односно опремата наменита за физичкиот простор ќе биде подвижна. Што подразбира тоа поточно? Тоа подразбира дека, како што кажав, студентите кои што би сакале да имаат изложбата која што ќе се одвива во Студентскиот културен центар во Скопје, доколку некој студент сака да ги изложи своите дела во некој друг град од Македонија или надвор од земјата, ќе може да Студентскиот културен центар ќе го обезбедува тоа, бидејќи самата опрема ќе биде мобилна. Така. Планирате ли соработка со сродни културни, вакви студентски културни центри од другите држави? Да, веќе имаме воспоставено контакти со студентите од Лјубљана, со неколку студенти од Грција, чинам, или неколку, тоа се во принцип координативниот тим кој што ќе управува со културниот центар се студенти од уметничките факултети кои што многу повеќе имаат познанства со сродните уметници од останатите земји, така што тие веќе почнуваат да се змрежуваат со културните центри и студентите од тие координативни тимови на останатите земји, така што се надеваме дека ќе имаме широка програма и меѓународна. Добро, избрано е идејно решение за тоа како треба да изгледа овој студентски културен центар, како течеше постапката и чие идејно решение ја доби поддршката? Така, Универзитетското студентско собрание објави повик до студентите на архитектонскиот факултет за идејно решение за културниот центар. Постапката еден месец беше отворен повикот за изработка на идејни решенија и понатаму комисија од студенти од Универзитетското студентско собрание со професори од архитектонскиот факултет беа во жири комисија кои што одлучија, нели, кое решение ќе биде
победничко. Победи решението на Елена Настевска и Маја Поповска, кои што се студентки на архитектонскиот факултет. И моментално имаме некој полуиндустријски, топол вид на простор, кој што е флексибилен за секоја намена, односно целата опрема од столици, маси и така натака е мобилна и преку ден може да биде наместена во конференцијска сала, во простор за индивидуално учење, додека навечер може да се складира на соодветни места за да биде способен за журка, за свирка, за представа, за што и да е од вечерната културна програма. Ева, како ќе се финансира целиот овој проект, целата оваа замисла? Добивте ли поддршка од некој од институциите? Не, со средствата на Универзитетското студентско собрание, бидејќи така ние си ја задржуваме нашата автономија. Доколку финансиски зависиме од некој трет, тогаш ние не сме слободни. Затоа за максимално да се заштитиме да не дозволиме некој да ја нареши нашата автономија, единствените средства кои се финансираме се нашите. Плюс ке функционира и како самоодржливо бифето, каде што студентите сами ќе се носат кафе или пијачки или седат и на тој начин ќе обстојува центарот. Така, јас на самиот почеток најавив дека студентскиот културен центар ќе почне да функционира некаде на почетокот на следната академска година. Кога точно ќе почне со работа овој студентски културен центар? Па, нашиот план е, октомври 2022-2023 академската година, бидејќи тогаш се враќаат студентите, наредна година надежно се враќаме со физичко присуство во Скопје, така што надежно октомври. Така, и уште едно прашање да го заокружиме нашиот денешен разговор. Културниот центар за студенти беше дел и од програмата со која Ева Цветковска влезе во трката за студентски лидери и еве конечно најава за реализација и исполнување на ова твое ветување. Мандатот како студентски лидер заврши на 1 април. Дали ќе се бориш за нов мандат? Не, доволно ми е големо за нов мандат и сметам дека сосема доволно е. Мислам, може би една година е малку да се остварат на некои работи, но сепак ќе оставам простор за некои нови сили да го наследат моето место. Почнат ли е процесот на избор на нов мандатар, така да кажеме, и како тече овој процес? Па, моментално ние веќе би требале да имаме ново УСС, но бидејќи не се формирани сите факултетски студентски собранија, претпоставувам дека изборот би се одвил за негде месец до 2 месеци накасно. Изборот се врши на начин што секое факултетско студентско собрание ги избира своите представници, бидејќи на овој начин обезбедуваме bottom-up демократија која што на најдобар начин го обезбедува легитимитетот на студентските лидери во Универзитетското студентско собрание и во факултетските, така што по оформувањето на секои 23 факултетски студентски собранија на УКИМ, тие испраќаат по 20 делегати на универзитетско ниво, по тие 46 вкупно делегати на универзитетско ниво се бира председател на УСС. Така, ева, јас ти благодарам за денешното учество во утрински брифинг. Се надевам дека те споделивме една добра информација, барем кога младите, односно студентите се во прашање. Ќе видиме како ќе функционира овој студентски културен центар од неговиот почеток, кој што е најавен за почетокот на следната академска година. Ти благодарам за учеството во утрински брифинг. Ви благодарам, викнавте. Чао.